Како што најавив по рекламите, време е за вестите. Во напуштен објект во Новакова чешма ќе никне првиот стационар за згрижување на кучињата скитници. Ова ќе биде привремено решение, појаснуваат од општината. За само 40 дена неинфективно. Во Штипската болница регистрирани се 28 случаи на каснување од кучиња. Се претпоставува дека низ улиците и населбите во Штип има над 200 напуштени кучиња. Расте бројот на граѓани укасани од кучиња. За само 40 дена на Штипска инфектологија, лекарска помош побарале 28 пациенти од Штип Свети Николе и Кочани. Граѓаните исплашени бараат надлежните конечно да изнајдат решение за овој проблем. Меѓу кучињата има и болни од лишманиоза, која многу лесно може да се прошири, алармираат граѓаните. И болести имат кучињата. Луѓето ќе се разболат, деца мали. Дека се уредат кучињата, дека ги рачистат од зграда. Има, колку сакаш. Плашите ли се дека може да направи? Ја многу не се плашам, ама им доста што се плашат. Се опасни кучиња, тоа треба да се преземе мерки, не е да се пуштат. И тие што ги чуват да не ги пуштат, треба да ги врзат. Веќе подолго време Штип има проблеми со кучињата скитници. Големи и изгладнети движејки се во чопор. Најчесто може да се видат по централното градско подрачје, парковите, но и училиштата. Општинските власти денес донесоа привремена одлука. Во близина на градските гробишта во напуштените објекти со кои стопанисува Штипското јавно предпријатие Стипеон, ќе никне привремен стационар, каде што ќе може да се згрижат кучињата скитници. Одбраната локација ќе биде приспособена со соодветните услови за кучињата и на тој начин ќе биде обезбедено ова привремено решение на проблемот. За сега е неизвестно од кога и кој ќе ги заловува кучињата и дали привремениот стационар ќе ги задоволува потребните стандарди. Се претпоставува дека низ улиците и населбите во Штип има над 200 напуштени кучиња. Работниците од кои нивните работодавачи бараат на рака да им вратат дел од минималната плата, да се охрабрат и случаите да ги пријават. Само со нивно сведочење ќе им се вратат парите. Денес Министерката за труд и социјала ги охрабри работниците. Ваквите случаи кои ги има се кривично дело. Санкциите за враќање на средства на рака или давање на средства на рака не се прекршочни, туку се кривични. Но за истото треба да постојат докази. Јас неколку пати алармирам дека важно е да сите работници за кои што постои доказ за истото дека се случува така, да се обратат во Министерството и лично кај мене, дека ние додека немаме доказ за истото, Државен инспекторат за труд оди на терен и утврдува фактичка состојба на чиста документација. А така, имаме доста алармантни ситуации каде што работата на хартија е чиста, но во пракса е погрешна. И токму затоа тие и да алармираат во граѓански организации, и да алармираат во Државен инспекторат за труд, се додека не се спремни да дадат изјава и да сведочат за истото, со минимум уште еден вработен во истата фирма, дека ние многу тешко ќе го поправиме системот кој што погрешно е поставен. Македонските граѓани, но и студентите од правниот факултет прашуваат кога Македонија ќе влезе во НАТО. Токму студентите од правниот факултет. Денеска ова прашање му го постави и на представникот од канцеларијата на НАТО во Скопје. Студентите на правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денеска беа дел од предавањето на полковник Антонио Бароне, представник на НАТО канцеларијата во Скопје. Универзитетската професорка Ана Никодиновска Крстевска вели дека целта на ваквите предавања е студентите да ги приближат, но и да се запознаат со целите, надлежностите и функциите на институциите. А денеска конкретно со НАТО. Студентите, како и останатите македонски граѓани, го поставуваат прашањето кога Македонија ќе влезе во НАТО. Главно прашање нели на секој студент кога ќе влеземе во НАТО. Тоа е наставно не е само на студентите нормално и на повозрастните, на професорите и така натаму воопште за сега цела држава. Така што повторно нели тоа прашање е врзано со прашањето околу спорот, нели решавање на спорот со Грција, кој што не е едноставно прашање само од НАТО, туку е прашање пошироко од областа на меѓународното право и меѓународните односи. Македонија се подготвува за влез во НАТО. Токму и за наредната година буџетот на Министерството за одбрана е зголемен за поголеми плати на припадниците на Арама, но и за реконструкција на објектите, бидејќи голем дел од нив се распаѓаат, имаат проблеми со квалитетот на водата за пиење,
поради застарената водоводна мрежа во самите касарни, но и со системите за грејење. Градоначалникот Благој Бочварски денес реализираше средба со представници на невладините организации од Штип. Граѓанските организации имаат потреба од поддршка за реализација на проектни активности, но пред се потребно обезбедување на заеднички простор за поефикасно нивно работење. На денешната средба на представниците од невладиниот сектор со градоначалникот на Штип Благој Бочварски се разгледуваа прашањата како да функционираат невладините организации во Штип, но и како да се распределуваат средствата. Невладините потенцираа дека потребно им е заеднички простор за поактивно да действуваат на сите оние проектни активности кои се дел од демократското живење. За поздравување иницијативата на општината да ги повика невладините организации да си ги кажат проблемите со кои што се соочуваат, но секако и програмите кои што ги планираат за следната 2018 година. Меѓутоа, од тоа што досега се случува и со граѓанскиот сектор, мора да кажеме дека еден од клучните проблеми е немањето на соодветен простор и покривањето на оние оперативни трошоци на организациите за да можат да си ги остваруваат своите активности. Затоа на ова средба една од барањата на организациите е да се размисли како би се обезбедил простор за здруженијата кои што активно делуваат на подрачјето на општина Штип. Методологијата за работењето на граѓанските организации е важен сегмент за тоа како невладиниот сектор ќе действува во наредниот период. Друго прашање кое што сакаме да се разгледа е да се направи методологија при што невладините организации ќе имаат еднаков третман и пристап до средствата кои што се наменети за невладини организации. Ние всушност и започнуваме таква програма, се надеваме дека до крајот на овој месец ќе имаме и првата средба каде што заедно граѓанските организации, членовите на општинскиот совет и од општинската администрација заедно ги разговараме кои би биле тие правила, кои се тие приоритети и начинот како би се распределувале средства. Невладините организации во Штип се заеднички за едно прашање. Општината може да обезбеди простор за нивно действување, а може да обезбеди и средства за проектни активности. Да самата општина обезбеде канцеларии, да обезбеде мегдан кај што ќе може да има соработка помеѓу општината и сите невладини организации кои што имат предлог проекти и кои што ќе можат да аплицират и да може општината да направи една комисија кај што ќе може да комисија да одлучува кои ќе добијат грантови. Бочварски вети на представниците на невладините организации дека ќе имаат максимална поддршка од локалната самоуправа. Општина Виница конечно го реши долгогодишниот проблем со кој се соочуваат жителите на виничкото село Грлани. Веќе од утре со поставената нова водоводна мрежа, тие ќе добијат питка вода за пиење. Сме при крај при решавањето на водоводната мрежа, која што досега жителите на ова мало се снабдуваат со цистерни. Водоводната мрежа е од околу 1500 метри, инвестиција е општина Виница. И јас како градоначалник кажавме дека уште во почетокот на мојот мандат дека овој проблем ќе го решиме и еве гледаме дека веќе од утре овие жители на населеното место Трајановци од утре ќе имаат чиста и исправна вода за пиење. Опсе со кампања за подигнување на свеста кај граѓаните за поголемо учество во носењето на одлуки. Последните истражувања покажале дека не се задоволни од квалитетот на живот. Наспроти, убедувањата дека можат со своји идеи иницијативи да допринесат состојбите да се променат и да учествуваат во креирањето на политики во локалните заедници. Над 60% од граѓаните во државата пред 2 години се изјасниле дека не се задоволни од квалитетот на живот. Паѓајќи од ова со цел да се промени состојбата на граѓаните да се стимулираат да направат чекори за надминување на состојбите, ОПСЕ овој месец стартуваше кампања со организирање на јавни дебати за поактивно граѓанско учество во процесот на креирање и носење на одлуки на локално ниво. Друга страна, се уште се многу пасивни и дали поради страв, дали поради неверување дека нивното активно учество може да придонесе за подобрување на квалитетот на живот,
не се подготвени да се вклучат во локалните процеси, во политичките процеси на општественото живење. И се надеваме дека ќе најде на позитивен одзив кај граѓаните, кај граѓанските организации, кај луѓето од академијата, студентите, учениците, бидејќи главната таргет група во оваа кампања ни се младите луѓе кои што можат да направат промена со својата лична инволвираност во носењето на локални одлуки. Како и на кој начин можат граѓаните да се вклучат во креирањето на политиките со кои животот ќе им стане поквалитетен? За ова ќе се црпи искуството, но и практиките кои веќе дале резултати во повеќе сегменти на општествениот живот. Законската рамка предвидува неколку начини и форми на граѓанско учество, како што е локални иницијативи, давање предлози, разни видови на соработка со најпрвен со локалната самоуправа, со општините, а понатаму и до повисоките инстанции на власт во земјава. Што сакаме да прикажеме? Постојат многу позитивни примери и во земјава и надвор од неа, регионални искуства, меѓународни искуства, како граѓаните преку лична заложба со лично спроведување на одредени иницијативи и планови во дело успеале да направат квалитетна промена за животот во своите локални заедници. Екологија, образование, култура, социјална заштита. Секој од нас треба да придонесе за подобрување на условите за живот. Е мотото под кое денеска во Штип се одржа втората регионална дебата во рамките на кампањата на ОПСЕ, ако јас се прашувам, со која треба да се зајакнат капацитетите на демократијата и зголеми граѓанското учество во процесот на носење и креирањето на политиките во заедницата. Делегација на Сојузот на борците денес на прием кај градоначалникот на Штип Благој Бочварски. Општина Штип ќе ги поддржува и понатаму сите активности на боречката организација, а исто така ќе се грижи и за одржувањето на сите спомен обележја од НОБ. Вообичаено е да Сојуз на борците, делегација од Сојуз на борците, на секој градоначалник при изборот ме учестите и се направи прием на делегација од Сојузот на борците. Тоа го направивме денес и со градоначалникот Бочварски, кој вети дека ќе продолжи со помагање на боречката организација и поддршка во реализација на низината програма. Ние во овој период морам да кажем дека со сите градоначалници имаме, да не речем, одлична или добра соработка и не случајно останавме само ние во просторите во кои работела и сега работиме. Бочварски сега вети дека ќе не поддржава и стана наш член, потпунувајќи пристапница и доделувајќи му членска книжка на Сојуз на борците Штип. Во продолжение следува соопштение од Сдруженијето на дијабетичари Штип, кој организира предавање на тема Дијабетесот, превентива и последици. Предавањето ќе се одржи на ден 14 декември 2017 година, четврток, во малата сала на собранието на Општина Штип со почеток од 14 часот. Фудбалскиот погон на Брегалница од денес е со нов борд на директори, нов спортски директор и нов генерален секретар. Наскоро ќе се дозна името и на новиот претседател на клубот, како и членовите на новиот стручен штаб. Доцна веќе се одржа состанок во кабинетот на градоначалникот на општина Штип Благој Бочварски, на кој се дискутираше за смена на стариот и избор на нов борд на директори на фудбалски клуб Брегалница Штип, зашто денес во просториите на клубот беа информирани и играчите. Вчера беше одржано собрание во општина Штип кај градоначалникот, каде што 100% акционер е општината, така да градоначалникот ги разреши стариот борд на директори, назначи ново раководство, значи таму се назначени членови поранешни фудбалски јасови, меѓу кои Никола Штериев, Мане Ризов, Стојан Шумански, Марија Натанасов за извршен директор и Зоран Ѓорѓиев. Тие значи се 5 членови на борд на директори, меѓу кои за спортски директор Елмир Мандак и генерален секретар е Борис Цеков, исто така фудбалско име. За сега останува енигмата, името на претседателот на клубот и на членовите на стручниот штаб. Сега имавме дебата на стадионот со сите членови од бордот на директори, што ги спомнав, значи имавме состанок на 2 сата во кој разговаравме за понатамошниот тек на
одвивањето на клубот, како ќе се развива. Донесовме некои одлуки, меѓутоа во исчекување сме до крајот на оваа недела да се назначи председател на клубот и после тоа, значи, наредната недела во договор со председателот на клубот ќе биде одлучено за стручниот штаб. Елмир Мандак, во улога на председател на Комисијата за спорт, за штипските спортисти и за спортските клубови, информираше дека утре среда ќе се одржи состанок на Комисијата за избор на спортист на годината, на кој ќе се одржат термините за поднесување на пријави за нивните кандидати. Штипските одбојкарски суперлигаши во машка и во женска конкуренција доживеа порази во изминатиот викенд. Младинките на Угада студент во 6-то коло издвојуваат 2 победи и обезбедија пролетно четвртфинале во младинското првенство на Македонија. Девојките на Угада студент во првенствен надпревар во Суперлигата на Македонија во Скопје загуби од екипата на Јанта Волеј со резултат 3:1. Во Штипак машката екипа на Угада студент загуба тимот на Универзитет Тетово со идентичен резултат 1:3. Зато пак на победи се радува младинките на Угада студент. На турнирот се одржа во Штип во рамките од 6-то коло на младинското првенство на Македонија се одиграа 2 надпревари во кои славеа штипските одбојкарки. Во првиот меч Угада студент ќе победи екипата на Веста Пробиштип со резултат 2:0. А во вториот надпревар со идентични 2:0 ја победи и екипата на Валандово. Штипските младинки се први во групата и заедно со второпласираната екипа на Наковски Волеј се пласираа за поратамошните четвртфинални надпревари кои ќе се одиграат напролет. Со информациите од спортот ги завршуваме вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да прочитате на социјалните мрежи. Пријатно!